Синдикалците имаат низа забелешки на предлог законот, чиј иницијатор е Труд и социјала, кој повторно ќе ја врати платата во плик. Земјоделските дејности, градежниот сектор, услужните дејности поврзани со подготовка на храна и сместувачки капацитети се дел од оние кои ќе бидат опфатени со овој закон. И претседателката на Гласен текстилец Кристина Ампева реагира дека на овој начин се врши дискриминација и нелојална конкуренција. Закон наместо да се ствара здрава средина за бизнисите и да има здрава некоја конкуренција, овде се форсира сива економија, што не враќа не знам колку години наназад кога се боревме против таа плата во плик и да биде евидентирана работата, да биде платена платата соодветно, да немаме сива економија. Очигледно не ги сваќаат владата, не ги сваќа сериозно оние забелешки кои што ни доаѓаат од Светска банка во однос на сивата економија и конкретно еве овде се прави дискриминација меѓу одредени дејности, односно еве услужни дејности кои што се ставени и градежништво, каде и моментално цвета сивата економија. Со тоа значи повторно, како да кажам, се прави нелојална конкуренција меѓу истите. Платата во плик ќе значи целосна анархија, смета Ампева. Таа вели дека освен приватниот, штетите од предлог законот, ако се усвои, ќе ги почувствува и јавниот сектор. Вели дека не знае по кои европски закони и европски регулативи е овој предлог. За неа уште понесериозно и тоа што работодавачот за прекин на работното ангажирање може да го информира работникот 12 часа пред прекинот. Ова не е проблем само на приватниот сектор, ова ќе биде подоцна проблем, бидејќи видите, ако е бал, нека е маскинбал, да го кажеме народски и да кажеме добро, сите сакаме да земаме пари во плик. Да ги плаќаме најниските даночни стапки во однос на придонесите од здравствено и пензиско осигурување. Што тогаш ќе се одлева во фондовите на пензиско здравствено осигурување, што ќе се одлева во народниот буџет, меѓутоа и од каде ќе се плаќаат функционерите, министрите, еве и нивната гломазна администрација. Затоа да не се враќаме во некоја си анархија која што одамна ја надминавме, сметам дека овој предлог закон треба веднаш да биде повлечен од страна на Министерството за труд и социјала како иницијатор на овој закон. Ампева апелираше Труд и социјала да го повлече овој предлог закон, а синдикалците да бидат погласни во однос на овие забелешки.